Стево избега од класен час. Ова е една од најсподелуваните реченици на социјалните мрежи. Откако на председателската дебата на јавниот сервис не се појави актуелниот и кандидат за нов мандат за шеф на државата. Поодржани две дебати од вториот круг на изборите, на кои, според судот на јавноста, Силјановска доминираше, се чини дека Пендаровски реши на третата, организирана на МТВ, да не се појави. Кандидатката за председател на ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска-Давкова, вчера објави дека ќе дебатира со празно столче на третата председателска дебата на МТВ, на што нејзиниот против кандидат Стево Пендаровски реагираше дека терминот за дебатата на МТВ никогаш не бил договорен. Силјановска-Давкова на социјалните мрежи објави фотографија на која е сама во студиото на МТВ, како најава, пошто Пендаровски во објава на Facebook и одговори дека единствениот начин да излезе како победник во тие јавни соочувања е да организира разговор со празно столче. Пендаровски пак, наместо на јавниот сервис, беше на собир со граѓани во Скопски центар. Оттаму порача дека немало договорено соочување, ниту пак бил договорен термин на македонската телевизија. Од МТВ пак во соопштение до медиумите ги отфрлија информациите дека Гордана Силјановска-Давкова сама си договорила дуел, нагласувајќи дека тие на 26 април 2024 година упатиле покани за предизборно соочување до кабинетите на кандидатите со предложени 3 датуми: 1 мај среда, 2 мај четврток и 6 мај понеделник. Од тимот на Пендаровски, додава МТВ во реакцијата, немало одговор до 1 мај, пошто повторно испратиле порака до тимот да се изјаснат за дуелот. Во одговорот што го добиле, додаваат од МТВ, стоело дека не може да ја организираат агендата и оти не можат да успеат. Во духот на професионалноста, јавниот сервис понуди оделни интервјуа за двајцата кандидати, но од тимот на Пендаровски известија дека нема простор ни за тоа, иако јавниот сервис во телефонски разговор остави можност за кој било од наредните денови до изборниот молк. Во тек на кампањата за вториот круг досега се одржаа две председателски дебати, но и на двете наместо аргументи и програма Пендаровски се служеше со упаднување во збор на Силјановска, напади под појасот како и нервозно однесување. Не гледате ли што е во воздухот? Победата е во воздухот, председателе. Господине, госпоѓо, извинам. Бидете джентламен. Бидете вие джентламен. Не можам јас да бидам джентламен. Не можам јас да бидам джентламен. Јас сум станувам дама. Според јавноста, однесувањето на Пендаровски на дебатите е далеку од тоа како треба да разговараат двајца професори. Дали го помилувавте Бедри Зекири? Не е помилуван за наркотрафиканство, туку за учество во тепачка. Леле, немојте. Да се кладиме после емисија ќе видите. Последната председателска дебата е најавена за 6 мај.